Трамп, Путин, Макрон, Зеленски, резолуции во Обединетите нации, договори за минерали. Македонија станува видлива на меѓународната сцена. Се одмотува клопчето за тоа кој се примил пари од USAID за да се рушат влади, се апсат криминалци од типот на директори на затвори, почнуваат процедури за смена на суди и обвинители, се договараат нови инвестиции вредни над милиарда евра, се реновира аеродромот во Охрид, се враќа стариот сјај на војната болница. Покрај се тоа, нашава залутана опозиција, предводена од СДСМ и сите оние во наводници независни активисти и партаски загари, се занимаваат со за нив најклучната тема на денешницата – грашокот. После се што направија, после се што се случува во светот, тие се фатија за грашокот. И активираат целата машинерија да ја распнуваат Министерката за финансии, да фрлаат со дрва и со камења врз неа, да бараат оставка и да бараат премиерот да избрка жената, која патем по падот на СДСМ и ДУИ ја спаси државата од банкрот и го спастри буџетот за да ја преживееме годината, а оваа дури да и се развиваме и да има за повисоки плати. А што и е гревот? Изјавата дека сосема различно на работите гледа некој што е родител од тој што воопшто не е. И без воопшто да се навлегува кои се причините што некој во моментот нема деца. Уверен сум дека министерката воопшто не е било намера да ја критикува Славјанка за тоа што таа нема деца или пак тоа да го мисли за сите жени без деца. Како што сега ја обвинуваат. Ако сакате судете мене, јас на вистина верувам во тоа дека кога ќе станете родител, светот сосема ви се менува од корен и сосема различно гледате на работите, од најобичните па до најважните. Меѓу нив тука се и финансиите. И децата секогаш ќе бидат на прво место. Тоа не значи дека и тој што не е родител нема проблеми, дека нема свој маки, дека и нему е тешко кога се нема. А која е личноста, односно политичарот што глуми жртви? Таа што изјави дека виновници за масакрот во Вејце не се терористи на УЧК, туку ВМРО. Таа што излажа дека синот на премиерот патувал на државна сметка во Вашингтон, а сега се крие и не се појавува на суд. И на крај таа што пред да си замине од министерска позиција, потпиша договор од над 200 милиони евра за набавка на хеликоптери со сомнителна фирма, договор кој ден денеска не виси над глава. Таа ќе зборува за грашок. Па стани цаци да те види цела сала. И од СДСМ да е премногу е.